Во стабилна финансиска состојба, но со намален број на вработен медицински и немедицински персонал. Ваква е фактичката состојба во здравствениот дом Панче Караѓозов во Штип. Денеска на примопредавањето, новиот директор Горан Андонов посочи дека во периодот кој следи, приоритет ќе бидат подобрувањето на условите за работа, а во тек е изградбата и на ефикасно енергетска фасада, со која ќе се заштеди на потрошувачката на електрична енергија. Мој приоритет во наредниот период ќе биде подобрување на условите за работа во ЈЗУ Здравствен дом Панче Караѓозов, набавка на нова современа апаратура во согласно со нашите можности секако за потребите на службите на оваа институција, подобрување на соработката со медиумите и подобрување на соработката и комуникацијата со останатите здравствени институции, пред се клиничка болница Штип. Исто така, најголем приоритет ќе биде и вработувањето на медицински и немедицински персонал, со цел да бидеме подостапни за граѓаните и да обезбедиме подобра и поквалитетна услуга за граѓаните на општина Штип и околните населени места. Андонов посочи дека во здравствениот дом најголем проблем сега е недостигот на вработени од сите профили. Дециден е дека во наредниот период ќе се работи на решавање на овој проблем и вработување на медицински и немедицински персонал. Вработени недостасуваат и на итната медицинска помош. Можам да кажам дека недостасува од секој профил, значи и доктори, и медицински сестри, и хигиеничарки, значи буквално и медицински и немедицински персонал. Службата за итна медицинска помош располага со 4 доктори, 12 медицински сестри и 9 возачи. Тоа секако дека не е доволно, значи толку мал број на вработени не можат да покријат толкова територија, што е територијата на општина Штип и околните населени места кои што ги покриваме, така да ќе се трудиме во наредниот период да го зголемиме секако, значи бројот на пред се на доктори во итната медицинска помош. Андонов е специјалист по медицина на трудот кој во здравствениот дом Панче Караѓозов работи од 2015 година. Тој на директорската фотелја доаѓа на местото на Марија Смилкова.